Еврокомесарот Јоханес Хан денеска се сретна со косовските лидери во Приштина. Посетата на Хан доаѓа откако Косово на 27 октомври со Европската унија го потпиша договорот за стабилизација и асоциација, што е првиот чекор кон потенцијално членство на земјата во унијата. Хан изјави дека косовските лидери го увериле од земјата ќе го продолжи диалогот со Србија за нормализирање на односите. Косово прогласи независност од Србија во 2008 година. Very swiftly so that our member states can conclude it Судот во главниот град на Грузија Тбилиси донесе одлука да се назначи нова привремена администрација на телевизијата Рустави 2. Новите менаџери соопштија дека никој нема да се меша во независноста на уредувачката политика и ниту еден новинар нема да биде отпуштен кога ќе преземат контролата врз телевизијата. Сопственоста на Рустави 2 е предмет на судски спор веќе со месеци. Американски дипломати во таџикистанскиот главен град Душанбе донираа опрема вредна $1 милион за образовни и безбедносни цели. Во опремата беа вклучени и 5 возила кои ќе бидат користени од мировниот батальон, како и едукативни материјали за идните мировници. Опремата ја предаде заменикот на американскиот амбасадор во земјата, Лесли Хајден. Северозападниот пакистански град Пешавар се уште трпи штети од силниот земјотрес. Дупки се појавија над зидот на палата која потекнува од 16 век, а оштетени се и минариња на џамија од 17 век. Во земјотресот на 26 октомври загинаа повеќе од 200 луѓе, а стотици беа повредени. Илјадници домови исто така беа уништени во покраината.